Гледачи 17:10, добро вечер, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Тука сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ и се надевам дека и денес ќе го задржиме вашето внимание со она тема за која што ќе говориме. Некако кога ја започнував оваа сезона, така некако си ветив дека ќе гледам да одвојам повеќе време за емисии на кои што ќе посветиме проблеми со одредени или здравствени, како да кажам, поместувања или проблеми кога станува збор за децата. Веќе имав две емисии кај кои што нели се осврнавме за проблемите на говорот, за проблемите со психичкиот развој и нарушувања кај децата во однос на електронските уреди. И сега некако многу ми е драго што имам денес соговорничка на тема кога станува збор за развојот на видот кај децата, за проблемот со видот и кои се тие оние специфични заболувања на очите во детска возраст. За таа цел веќе со мене во студиото е магистар Силвана Боризовски, која што е ортоптичар, плеоптичар, специфични нели називи, меѓутоа тоа во суштина значи детски очен лекар. Ни доаѓа од Визија и со неа денес ќе говориме за очните заболувања, ќе се задржиме на страбизмите и амблиопиите, да не скрешам сепак да прочитам. Ви благодарам што одвоивте време денес да бидете дел од ваш термин и се надевам дека ова првпат нели го говориме во оваа емисија ќе биде од корист до нашите гледачи, уште повеќе за оние кои што имаат дечиња да знаат кога точно да се обратат кај вас. Така, значи ви благодарам и на поканата и секогаш со задоволство сакам да зборувам на тема очно, детското очно. Така да, значи, у секој случај, оваа проблематика е многу актуелна во последниве децени. И како што кажав, за оние проблеми кај децата и се некако, кога станува збор за проблемите кај децата, сите проблеми некако како да процентот расте во однос. Еве и така, значи имаме една крива која што оди во нагорна линија, за жал. И од тој аспект, значи, мораме да дискутираме на оваа тема колку може да доближиме и до родителите, и до сите тие што се, значи, и во едукативниот систем, метнати, значи, наставниците, учителите, да посочиме што е, како е со децата, до која мера може да се влоши видот, не дај Боже, и, значи, да не остане нешто перманентно или трајно понатака во нивниот живот. Тоа се вели навреме да се реагира за да може така, да се делува. Така, раната интервенција е нешто што е многу битно. Превенција и преваленција, за да не дојде, значи, до влошување на видот, иако немаме, значи, сега генерално во последниве години, кажав, оди во нагорна линија, меѓутоа, поготово последната година дена мора да го посочам и тој акцент, дека ради тоа што децата живеат сега во одредени нели околности, сите заедно со нас, меѓутоа ние малце повозрасни, па се носиме со ситуацијата на друг начин. Дечињата тоа најмногу го почувствуваа, поготово во моментот кога требаше да имаат нели онлайн настава, што беше врзано со затворен простор, гледање пред екрани на блиску и постојано во затворена просторија, што сега нели виша сила, меѓутоа се надевам дека сето ова веќе ќе помине. И дека ќе ги надминеме овие кризи, меѓутоа да не им преиде и во начин на живот. Значи, моментот со девајсите, зборувам телефони, таблети и се друго. Така, како и впрочем за секога станува збор за децата. Пред да започнеме вака ред по ред да објаснувам, би сакала само да напоменам дека можам да забележам дека последниве, ајде да речеме 2 децении наназад, некако порано, како да кажам, можеше да се забележи само едно дете во оделението во едно училиште да има проблем со видот па доноси на очарчиња. Сега, колку што можам да забележам, бројот на дечиња во едно оделение практично како да се зголемува за да треба нели да носи очила едно дете. Апсолутно, значи со таа цел почна и скрининзите, оние што се барат и потврда од офталмолог за да може детето да се запише во прво оделение. Тука би спомнала дека може би моментот баш тој мај-јуни кога се уписите не е баш правилен, затоа што у тој момент ако детектираме проблем со видот кај детето, стартно мора да почне да го лекува проблемот,
моментот со носење на очари и да тргне на школа. Значи тоа може да биде малку бурно за него и за неговата психолошка состојба. Сега секој различно. Так. Прифаќа, имам дечиња, пациентчиња што почнаа да носат на очарчиња, после тоа доаѓаат септември, октомври со муабетот, леле, знаеш, сега не сака да ги носи затоа што малку коментари има од страна на дечињата, на другите. Со таа цел се самите наставници, за кои што и повикав на почеток дека треба малце да се води сметка, да се изготвуваат работилници у кои што ќе им појаснат на децата дека постојат дечиња кои што имаат онаков или оваков проблем, да сите тие се прифатат како такви и да се сплотуваат меѓу себе, да си ги почитуваат разликите. Инаку сигурно голем е процентот на сите дечиња кои што беа сега на скринингот пред почетокот, сега фактички практично што се првачиња, голем дел од нив се со потреба од корективно стакло. Ако беше 1 до 20, сега веќе може да се забележи. Затоа не го оправдувам и оној моја, тајте молам, пиши ми потврда за да може детето да се запише на школа. Тотално не е оправдано. Ако има реално проблем. Не можеме да ги воочиме вака проблемите, дури не се седне барем на еден мал блиц преглед да се утврди што е како е. Бидејќи визуелните патишта и видот се развиваат од раѓање, постпартално кај детево си има моменти кои што зависно од возраста, значи првиот месец што се случува со бебето, на пример, кога ќе се роди, кога е мало бебето, може да гледа и малку кога ќе се роди, гледа само да нема некој проблем 20 сантиметри, за да може да ја почувствува буквално градата на својата мајка и низиното присуство до првиот месец. После тие 40 дена се стабилизираат други параметри на 3 на 6 месеци, на 9 месеци, година дена, ако ви се верува очниот нерв се развива дури до 2 годишна возраст. Затоа е моментот со играчките, со тропките да бидат ушарени, попровокативни бои, за да го стимулираат визуелниот пат кај дечињата. Фактички да се развива визуелниот кортекс. У тој период, кога се развива и целиот систем и фактички телото на детето, бидејќи дете кое што у старт има проблем со видот, не може, значи, да го прати остатокот од својот раст и развој уредно. За жал, например, слепо родени дечиња ќе проводат многу подоцна на 2-3 години, затоа што нема визуелна дразба која што ќе го стимулира да оди, например, да се придвижува и на тој начин да го развива и својот коскено-мускулен систем. Затоа битно е, ако немаме, значи, одредени патологии кај детето, ако не е, значи, на ризична категорија, прематурно, предвремено родено, со одредени некои, значи, така, сигнификации кои што ќе ни дадат индикација дека треба да биде прегледано, например, очното дно, фундусот, нервот да се проверат. Ако е нормално родено дете со сите уредни параметри, би требало првиот преглед да биде околу 3-та година. Затоа што тоа е момент кога детето почнува да соработува и кога што може максимум да се извлече од прегледот со детето. Ме сваќате? Сега, доколку постојат други патологии, како што кажав, тогаш треба нормално предвремено и тоа се укажуваат и порано од 3. Така, апсолутно. Има некои ситуации кои што мора да се интервенира, значи со терапии од најразличен спектар, за да може да се заштити и превенира не дај Боже губитокот на видот. Зборам ретинопатии кои што се многу ретки, ризична категорија се обично прематурните дечиња, зависи сега и која недела, значи не треба да се генерализира. Тоа е најпогрешно кога у медицинава се сакаме да ставиме у некоја гранка у граници затоа што сакаме да ни биде полесно да ракуваме. И ако ги ставаме и генерализираме работите, може да се малку утка да се направи. Затоа секој пациент треба индивидуално да се гледа како приказка за себе и да му се посвети максимум внимание, што е и моментот зашто највеќе се трудиме конкретно у визија, значи со секое дете да имаме пристап, да се допре до детенцето, да се чувствува опуштено и за време на преглед и доколку евентуално има потреба, значи терапија. Како што кажав, еден вид на терапија се корективните стакла или на очарките што треба да ги носи стартно. Ако има потреба од рефракциона грешка зборам, меѓутоа има и други моменти кои што се цел еден опсек и спектар на лечење на видот кај детето, кој што би требал да се рехабилитира што е можно порано,
за да и се заврши работата порано, фактички да имаме успех. Бидејќи лечењето е процес кој што трае, а ако нешто трае малку подолго, може и родителот да се обесхрабри, и детенцето, и така да, затоа треба се има своја проформа у која што од кога треба да почнеме, како да почнеме. Затоа кажав, ако некој детенце евентуално има проблем со видот, а тоа се детектира, значи моментот пред да тргне у школа, има два моменти у неговиот живот со кои што треба да се справува, нели? Така да, јас би алудирала на преглед после 3-та година, првиот скрининг да нема никаков проблем. Така да. Добро. И нормално, никаков проблем. И да не забележат никаков проблем, сепак да се провери со видот. моментот, значи со уредите, особено телефоните, кај бебиња се применуваат, кај течиња сум имала случаи да видам. Така да. Ајде сега седи мирно, повели телефонот, значи тоа око и тоа мозоче не е спремно за таа визуелна сензација да ја доживи. Вака кога ми говорите, тоа окце не може. Да, вака кога ми говорите, кажав дека имав и 2 емисии кои што беа посветени исто на децата, меѓутоа од друг аспект. Верувам дека се надополнуваме сега. Да, колку штетно влијание имаат уредите, дури сега, еве, кога и вие го потврдувате тоа во однос на видот, значи еден апел до мајките на вистина да внимаваат со електронските уреди и со телефоните, што помалку на малите дечиња. Значи од една страна не можеме амиши да ги правиме па да им редуцираме се што се придобивки на 21-виот век, бидејќи тие живеат од 21-виот век. Меѓутоа се да биде умерено. Ајде вака сега, кои се тие очни заболувања, кои што се најчести кај дечиња? Така, значи, со параметриве што ви кажав, тие што се стабилизираат до одредена нивна возраст, најчесто, и морам да напоменам, дека се рефракционите грешки. Значи, збориме рефракциона грешка, појава на диоптер, потреба од корективно стакло, значи да носи наочарчиња. Генерално тоа се диоптери во плюс или пак астигматизмите. Зошто во плюс? Хиперметропијата е фактички диоптерот во плюс, кој што кај децата помага за гледање и на блиску и на далеку. Многу од родители и други прашуваат, сега овие наочари зашо се за далеку или за блиску? Значи тоа е некое општо прифатено мислење. Диоптерот во плюс кај дечињата или дијагнозата хиперметропија му помага на детето да гледа и на блиску и на далеку. Иако е, нели, муабетот далековидност. Сега, пропратено е обично со појава на диоптер цилиндар или астигматизам, попознат, кој што, значи, имаме комбинаторики или зборуваме за чиста сферна диоптрија или само астигматизам или обична комбинација. Диоптерот у плюс, кој што се јавува кај дечињата, претежно е нормален. Ние го посакуваме на некој начин, да кажам, затоа што секое дете кое ќе се роди има диоптрија во плюс, која што треба, тоа е физиолошката. И таа фактички ни оневозможува пораст на диоптерот у минус, она што е кратковидост, што генерално се јавува во периодот на пубертет. Ако детево го нема тој физиолошки диоптер, многу порано може да настапи минусот, кој што сам по себе е прогресивен и ќе расте, особено во периодот на пубертет. Обично се јавува, некои родители се чудат како сега моето дете носеше плюс, сега носи минус. Значи плюсот се искоренил, сега настапува минусот. Булбусот на окцето кај детето кога ќе се роди е 16 мм, уреден булбус, зборам, сагитално должински. Таму кај што е пократко имаме таа хиперметропија, се зависи до која мера е патолошка. Затоа е стручното лице кој што треба да оцени сега ова дете треба да носи корективно стакло или не треба да носи. Големите хиперметропии што се високи, тие генерално се акомодативни и придонесуваат акомодација на очињата, што од свој начин ќе ги втурне очињата навнатре и ќе го испроицира хоризонталниот страбизам или конвергентниот страбизам, тоест езотропијата. Тоа се најчести присутни и тие се тие што најмногу ги воочуваат родителите или блиските до нив што ги чуваат дечињата и обично стануваат манифестни по 3-та година. И муабетот сега детето му беа прави очињата, сега му се искривија. Задржате, а мислам да само да се обратам тука до нашите гледачи, се сите оние кои што не следат, може да севат на нашите телефони, веќе се испишани на екранот, ако имаат некое прашање во однос на
овие проблеми со видот кај дечињата слободно може да се јават и да ни се приклучат во разговорот и да постават некое прашање. Доктор Силвана, ме интересира, споменавте ако се случи да окото, значи тоа се единствените симптоми така што може да наведат, што е друго, што може да не наведе на латентни или скриени варијанти на страбизам, кои што не може да се воочат вака се до моментот кога не се укине бинокуларниот вид, значи со посебен тип на тестови. Кога ќе го укинеме бинокуларниот вид, ако ги гледаме окото поединечно едно со друго, тогаш може да го испровоцираме и да дојде до момент, значи фактички стручното лице да утврди дали тука имаме страбизам или не. Така да тоа сакав да кажам. Обично се латентни варијанти скриени и одеднаш стануваат манифестни. Зборам за конвергентниот страбизам или езотропиите. Оние што се дивергентни страбизам или екзотропиите, тие се пропратени, значи со кривење на очињата на надвор. И тие па стануваат манифестни по 4-та година. И тогаш ги воочуваме. И нормално дека треба да се покријат терапевтски, да се третираат, затоа што штом почнале да бегаат очињата на надвор, тоа може да биде прогресивно, поготово у периодот на пуверитет, кога расте главата, уште поише влечат мускулите на надвор и уште повеќе да ни дивергираат очињата. Така, у диминутив се обрањам претежно. Значи, тие што се латентните или скриени страбизми се нарекуваат фории. И тие се бинокуларни. Присутни се и на двете очи и значи кога ќе го укинеме бинокуларниот вид, тогаш можеме да ги забележиме. За разлика од тропичните кривења кои што се манифестни, се видливи, значи секој може да ги примети во очи и разликата е во тоа што форичните кривења обично се пропратени со добар вид и немаат рефракциона грешка. За разлика од тропичните, тие се пропратени со поголема, значи рефракциона грешка, со поголем диоптер и со послаб вид. Секогаш едното ќе се криви повеќе од другото и тука треба да се воочи, значи преку корективното стакло, што ќе му се даде на детето да го носи, да се израмни видот на двете очи. Ако не успееме по првиот месец од како го носи корективното стакло, кога ќе дојде пак на контрола, тогаш се утврдува дали има потреба од затварање на едното или другото око. Значи тоа е една малку непопуларна, а од друга страна најпопуларна, затоа што е најпозната метода со оклузија, нели? Веќе влеговме во терапевтскиот дел. Сакам да ви кажам, многу често, значи можеме да забележиме како едното око е, дечиња, така, значи уште од времето на Месопотамија, ако ви се верува, уочиле дека ако се затвори здравото око, ќе го стимулираме болното око да почне да гледа. Зошто? Затоа што со блокирање на здравото око, мозокот нема извор од кај да ја прима визуелната сензација. Мора да ја користи од болното око. На тој начин го активира и го разработува. Таму кај што имаме состојби, значи на кривење на двете очи, како што кажав, генерално едното секогаш повеќе се криви, е пропратено со послаб вид. Може да го направи и самото око да биде мрзливо, бидејќи ова другото ќе доминира и ќе ја превземе сликата. Тоа е веќе областа на амблиопија, значи на плеоптиката, тоест амблиопиите. Ортоптиката се занимава со страбизмиве, што ги спомнав. Не спомнав дека може да бидат не само хоризонтални, туку може да бидат и вертикални. Што би значило тоа вака поедноставно да? Хоризонтални се значи кога очињата влегуваат лево или десно, навнатре или нанадвор, а вертикалните страбизми се оние кога едното, например, стои право, другото влече нагоре или пак може да биде едното подолу. И тие се малку потешки и за третирање и за се, и хируршката варијанта кај нив за лекување, па се применува. Обично се стабилизира фузијата на двете очи, тренинг на мускулите, па колку може да се придонесе. Сум имала резултати и кај вертикали, нели ако не пробаме, ако не се трудиме, тоа е веќе друг сегмент која мора терапевтот да му објасни. Значи, на родителот, на детето и да работиме тимски.
затоа што јас ќе дадам препорака што да се случува по дома, така ли? Меѓутоа, Ако не се применува од страна на родителот, ако не го убеди детето, да му објасни на било каков начин за него полесен, низ игра, низ било што, ако не соработуваат, ништо не сме направиле. Затоа што овие работи генерално долго траат. Понекогаш и години се во прашање. Така, да, навистина, да. Треба многу време, трпение и од страна на родителот и детето и верба, меѓутоа помакот, мал еден помак е многу репрезентативен. Меѓутоа да напоменеме само, бидејќи ова можеби треба некако на крајот да го кажеме, меѓутоа е решлив проблемот на некој така, начин. Да, апсолутно, апсолутно. Меѓутоа, како што кажавме, многу треба трпение и време. Обично кога станува збор за сите проблеми, секогаш велиме диагностика. Еве кога ние повозрастните одиме на очен лекар, нели? За нашиот вид има некои специфични, како да кажам, диагностики, нели? Така, тие параметри што мора да бидат исто и за дечињата нешто така се прави или пак има нешто за нив поспецифично, бидејќи се нели и секој дете кога дојде на преглед мора да подвргне на моментот со ширење на зеници, значи мидријазата е неопходна, поготово на првиот преглед. Затоа што радиоакомодативната моќ на окото може многу лажно да даде погрешна рефракција. Ако избрзаме и дадеме на очарки, може многу на миоза може да направиме, значи сериозна грешка и пропуст. Значи треба друго, да се внимава. Кога ќе се аплицираат капките, генерално се нарушува акомодативната моќ, нели, ќе се исправат очињата. Кај децата со високи хиперметропи, дел од третманот и лечењето на страбизмот е на тој начин што ние фактички ќе му ја дадеме таа диоптрија која што му е неговата полна диоптрија, на широка зеница. Ме сваќате, обично може у некои случаи да се дуплира диоптерот, која ќе се расшири зеницата. Се препишуваат и тие корективни стакла со цел која ќе ги стави детето на очарите, неговите очи да стојат право. Со тек на време, тоа ги стимулира, фактички ги исправува очињата. Така да се зема визус секако, кога ќе дојде дете на преглед. Сега зависи, нели, возраста, си постојат оптотипи кои што се соодветни за дечиња малечки, генерално супер прифаќаат, сваќаат одма што е поентава. Дел од децата се и со пропратни болести кои ќе дојдат, нели, значи некогаш имаме и интелектуални нарушувања и секаков тип. Кај што е комбинација фактички видот е само нешто како додатен малформитет у целата приказна, меѓутоа потребно е да се земе визус, да имаме представа колку реално детенцето гледа. Се мери диоптријата на миоза, значи вака на соберена зеница, се пробува корективното стакло, другите параметри, значи мерење на агол, на кривење доколку има, ако се сомневаме, бидејќи генерално 4% од децата се тие што се со страбизми, се дава, значи, терапија да се шири недела дена, со соодветен мидријатик, потоа пак се прегледува, порано правили скијаскопија, мерење на диоптријава, сега имаме и други апарати кои што може да го дозволат вака фактички прегледот да биде безконтактен, да не биде галама и траума за детето и се некако да помине кроз игра. Мора да се провери мотилитетот, фузијата, значи стереоскопскиот вид, тој ни покажува ако детето нема, значи 3D. Не ја формира тродимензионалната слика у главата, значи имаме проблем од отстапка од едно до друго око, бидејќи таму кај што идеално соработуваат двете очи, добиваме 3D слика, тоа што е фактички највисока инстанца од бинокуларниот вид. Значи секогаш мора да алудираме на моментот со бинокуларниот вид да биде. Имаме гледач, ајде да го вклучиме, да слушнеме. Кој е на линија? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Страбизмот да прашам, вака сака да гледа право и се труди ги спојува очите. Кога ќе ги спои очите, не може да гледа и добива така болка. Што да се преземе? Колку години е детето? 18. 18. Веќе не дојдовме до темата за тинејџерите и младинците, ама добро, значи може да се направи преглед, дури не се направи преглед, не можеме вака да карикираме, бидејќи станува збор за малку повозрасно лице.
Така да со прегледот се ќе се види дали може нешто да се направи, дали може да се интервенира. У секој случај би можело. Така. Значи, еве, доколку гледачката не следи, во секој случај ќе мора да се направи преглед, нели, кај соодветен доктор кој што се занимава со оваа проблематика и да се види што понатаму треба да се преземе, нели, за да не ги чувствува оние проблеми кои што ги чувствува детето. Така, ако можам да се надоврзам баш у да, веќе ова е веќе доцна, а може да се реши веќе кога ќе се дијагностицира или кога ќе се жената почне убаво сега баш какво исправување, што како, меѓутоа кај младите генерално у таа возраст, тинејџерската возраст се јавува нешто што се нарекува. Само да ве прашам, дали се јавува, може да се јави и на 18 години? А да не биде застапено во раната возраст? Може. Како не, форичните тоа се инсуфициенциите на конвергенциите или таму кај што на пример почнува да ни бега едно око и не може да се усогласи сликата. Е резултат на гледање на блиско. 6 мускули го држат едното, 6 мускули го држат другото око. Сега, како и сите други мускули на човековото тело, тие имаат потреба, значи да својот тонус го јачат на начин со тоа што ќе погледнеме тука, таму, преку 6 метри, узеленило, да не биде само на кога стоиме вака пред екран, ќе се опуштат точните мускули, не можат цврсто да ги држат булбусите и ете го проблемот. Што станува манифестно кога е умор у прашање, не дај Боже температура, лекарства, седативи, нешто ако се зема, тогаш може да стане манифестно. Меѓутоа, вака лицето не може да почувствува. Така. Единствено симптоматологија е, например, кога ќе отиде некаде кај што има многу дразби, раздвиженост, трговски центри, многу луѓе, значи премногу визуелни сензации, онака као леле не можам да издржам, затоа што мозокот трпи замор, бидејќи едно око дава една слика, друго око дава друга слика. Мозокот се замара и сака одмор. Истото може да се манифестира и кај дечињата кога учат. Значи, ако имаат проблем со конвергенцијата, инсуфициенција на конвергенција фактички не е достиг на конвергенција. Тоа се проверува, значи се тестира лицето и сега јас немам обичај, ниту навика да го фотографирам за да му појаснам еве вака сега едното око ти оди, другото не оди, бидејќи нели ради правата на приватноста на лицето, меѓутоа секогаш повикувам некој што е со него да го уочи проблемот. И го прашувам по симптоматологија дали сето тоа му се случува. Генерално најзастапени се главоболките. И дивергирањето на очите се манифестира со поголема отстапка надалеку. Тогаш сликата многу потешко ќе се уклопи. Затоа имаат чувство дека им се поматува, замаглува видот. Дури може да биде пропратено и со нагон за повраќање со било што, значи непријатности. Корисно е да се прават фешпи. Иако си возрастни, јас не се откажувам, имало резултати, сметам дека ќе има резултати ако нели се посветиме максимално на било што сме се заземале да работиме, така е. Кажавме дека треба многу време. Колку отприлика време треба за да се реши еве и едниот и другиот проблем кога станува збор и за страбизмите и за амблиопиите и кажавме дека може и да се излекува, нели да се доведе во ред. И кога во кој случај споменавте оперативен сафат, веќе се преминува на оперативен. Тоа е последна фаза од лечењето. Секогаш првин се пристапува кон процесот на правење вешпи, значи терапевскиот дел овдека нас не е најбитен, тој е рехабилитаторски на видот. Може со години да трае, така? Може да трае, процесот, например, на лечење, ќе чекаме кај детето што има висока хиперметропија, акомодативна, да се намалува, ќе носи секогаш соодветно корективно стакло, зависно од тоа колку е видот на едното и на другото око, ќе му препорачуваме, значи, метода на оклузија или затварање. Има и други начини со баргентерови фолии, значи ќе го замаскираме видот на поздравото око за да го стимулираме болното окце, се прати редовни уредни контроли, значи не смее дете да носи едни исти наочари долго време, затоа што неговиот диоптер е толку менлив и само може, например, едно да лечиме, друго да испровоцираме. На колку време обично ги препорачувате контролите? 3 до 6 месеци, 6 месеци максимум кај дете, година, дена не.
Апсолутно никако не се оставя дете што има, значи, повеќе сериозни И на секоја контрола се менуваат работите, не мора да за значи. Не мора да значи. Мора да се како се одвива и што се одвива. Значи, тој процес на лечење, освен како што кажав, оклузијата, најпозната, или пенализацијата со баргентировите фолии, значи се одредува колку е видот на послабото око, ако едното око гледа 100%, другото 60%, карикирам се, а и ова што гледа 100%, ќе му го замаскираме видот, исто така да гледа 60% со цел да го стимулираме другото око, да не настане амблиопијата или народски позната мрзливост на окото. Мрзливоста на очите настанува у тие ситуации кај што имаме разлика у рефракционите грешки. Значи, секогаш она око кој што има поголема диоптрија, а не е коригирано со корективно стакло, значи со наочари, тоа око реално гледа послабо, така ли? Во однос на другото. И сега да речеме, ако тоа око гледа 30%, другото око гледа 100%. Заедно праќаат слика од 80% вид. И мозокот вика, не ќе 80%, си сакам 100% од здравото. Фактички го исклучува окото од улога. Зошто? Затоа што му пречи и едноставно окото и да е здраво, освен што има рефракциона грешка, тоест потреба од диоптер. Тоа око нема друга аномалија, значи органски е здраво. Тука имаме функционална амблиопија, што е најпозната амблиопија. Значи амблиопиите може да бидат од било каква етиологија, органски, не дај Боже, нешто што се со посериозни пореметувања, кои што многу потешко. Зборам за функционалните. Да ја вратиме у игра улогата на тоа око, мораме да го затвараме, значи здравото око. У тие такви ситуации дури имало резултати и после 10-15 вежби. И затоа им кажувам и на родителите, зависно и возраста која. У книгите пишува дека се лекуваат до 7, максимум 10 години. Имало случаи на многу повозрастни дечиња, до 15 години, кои што имало резултати. Немаме уште многу време, а би сакала да уште неколку така сегменти да објасниме. Кога се слушнавме, нели, рано наутро, вие рековте сега влегувам и излегувам негде кога треба веќе да тргнам за кај вас за емисија. Можете ли да направите некоја компарација, еве, колку време сте вклучени во процесот на вашата работа, како бил порано бројот на дечиња кои што доаѓале кај вас да побараат помош за вакви проблеми со очните заболувања, во однос на сега се зголемува ли бројот? Самите кажавте на почетокот дека за можеме да ги 1 до 2 дечиња во паралелка. Сега пак ќе кажам, нема некој што нема проблем, има само непрегледани. Такво чувство имам. Тоа го користат, не знам кого цитирав сега, да не се навреди, меѓутоа исто и за видот ми се однесува. Значи, сметате дека и да не почувствуваат некаков проблем, сепак да ги однесат дечињата да им го проверат видот, се со цел, како што кажуваме, ако се нешто навреме и рано диагностицира, значи, веќе кога дојдат, тоа е пропратено со тешки манифестации, со главоболки, со реакција од професор, дека детето не може да гледа. Тука е моментот на самата транспарентност на детето, значи некои ќе си ќутат и да воочат нешто, нема да покажуваат. Од друга страна, ако постепено се дешава нешто со видот, не може да воочи мозокот. Треба, не дај Боже, нешто нагло да се случи, тогаш да воочи, да, уствари, јас не гледам добро. Или моментот со амблиопиите, пак ќе кажам. Ако едното око гледа добро, се до моментот до него затвори, другото не може да ја воочи разликата. Или може ќе мисли у момент така му се случува, едното му е поматно. Значи, и децата некако не се многу... нели, како возрастните ќе приметат, ќе воочат. Да, децата си тераат работа генерално, а и од самиот чин дека треба да носат наочари не се многу воодушевени. Исто сега тука е и моментот да се поврзаме, како што кажав, нема уште многу време за тинеџерите кои што исто во последниве години наназад, еве пак да ги земеме овие 2 децении, исто многу често, како да кажам, проблемот со видот. Се почесто младите деца, тинеџерите, носат очила. Не може да се играат игри до 3 сат, до 5 сат за бајле у темна просторија и да се играат игри со сати. Значи, нормално. Генерално, астигматизмот е вроден.
Меѓутоа имало толку случаи кај што имам пратено дечиња прегледани со уреден наод, со никаква рефракциона грешка, после 7-8 години, не знам, тоа страшно, значи светлоста, мачењето на окото, нездравите услови, утемна просторија, со сати пред уред, кој што зрачи, не може да биде на добро. Значи, буквално моментот со провокацијата на проблемот. И така уште повише ќе оди. Значи, апсолутно. Што затоа што достапност до екрани имаат сите, нели? Екраните, смартфоните се толку моćни и имаат таа моќ да го одземаат вниманието, да дури немаме представа колку време сме пред нив. Да не зборам, јас спаѓам у таа категорија, се будам и први, нели? На сите ние некако неизбежно тоа да сме окружени со придобивките на 21. век. Значи, како да кажам, еден заклучок, придобивките на овој нов милениум, на новиот век, некако како да сега многу повеќе негативно. Решението е со колку не се знам, позитивни, заштитни наочари, овакви да. наочари, не заштитни. Океј, сето тоа, почитувам. Меѓутоа, мислам дека најдобра заштита за окото е шетање у зеленило. Викендите да се искористат и, значи, гледаме преку 6 метри, така се одмара окото. Значи да го користиме уредот само на вистина кога ни е неопходен. Колку да не седиме на него трошејќи време поготово на нешто што стварно не ни е што потребно. се стварно сами реално препуштени на себе и онака јутуберите што се пратат константно со сати, тоа веќе инвазивно и дури факт е докажано е дека ствараат зависност. Да. Значи колку можеме игра, скокање, трчање, забава, интеракција, вербална комуникација меѓу дечињата, дружење. Нешто што сега не може да се потенцира ради околностите во кои што живееме, меѓутоа се надеваме дека сето ова ќе помине и веќе ќе се стабилизира нашиот начин на живот. Уште еднаш само вака како за крај би сакала за оние најмалите со кои што почнавме да говориме, бидејќи нели почнавме со развојот на видот кај најмалите дечиња. Ако и немаат никаков проблем со видот, сепак родителите на 3 годишна возраст да ги однесат на очен лекар. Така. Тоа е нешто што е најважно за да бидејќи секој има некаква фамилиарна анамнеза. Секој има некој фамилија кој што може да има проблем со видот. Така. И не можеме да знаеме, значи, како што ќе се јави. Значи, пожално е тоа не одзема многу време. Чисто рана интервенција. Зошто да не? За да не изгубиме време, ако дојде момент за лечење. А кажавте дека веќе кога станува збор за она што го воведоа одскоро, за првачињата дека е веќе доцна на некој начин. Да, кажав дека малку ми делува пренатрупано за детето, доколку има проблем со видот збора. Така. И дека стварно треба тој преглед да се направи малку порано, ако евентуално има потреба да носи наочарчиња и сите можни терапии кои што тука не спомнавме, тоа сакав баш да кажам дека ние у Визија веќе 20 години на терапевскиот дел се работи, правиме вежби, максимално колку може да се рехабилитира видот и генерално има така понекогаш и чудни успеси. Значи, таму кај што сметам дека нема да има прогрес, баш напротив, онака се израдуваме сите и родителите и детето пресреќно. Дури имав едно пациентче сега у петокот ти кажа на мајка и може уште една недела да дојдеме на терапија, така ќе ја гледам докторката и се смејам, онака викам добро, не знаете на времето под терапија се подразбирало нешто што е строго, што мора да биде под дисциплина и самото дете кое што доаѓа на терапија веќе има мака, така ли е? Не може маката да му ја зголемуваме со начинот и пристапот, туку гледаме да ублажиме колку може да му биде попријатно тоа време што ќе го помине тука за вежби. Така. И нормално да има успех. Значи само терапијата која што ја правите во Визија се состои од вежби. Плюс она што го кажавме, ако треба да така, значи другите у процесот на лечење има сум работела и со друг тип на стимулација, значи електростимулација, инфраред зраци со нискофреквентна струја, меѓутоа тоа се методи што се малку поинвазивни и
Како да ви кажам, сепак се работи за дете, овие се најпроверени, најсигурни видови на терапија кај што не може да има никакви нуспојави. И само да спомнеме за оперативниот зафат, веќе оди на крај кога не може ништо со друго да се реши? Естетскиот агол останува. Тогаш веќе се пристапи. Ако избрзаме со оперативниот зафат, ако окото не гледа добро, а сме го сакаме да го носиме на операција за да го исправиме, бидејќи правило број 1 страбологија, око што не гледа добро се криви. Ако ги средиме очните мускули, да речеме наводници, ако окото не гледа, тоа пак ќе се искриви. Значи, секогаш си иде на моментот да добиеме вид на очите. Ако добиеме вид на очите, остане агол на кривење, тогаш може естетски да се коригира. Или пак, ако е голем отклон, сериозно влошен, меѓутоа и тоа си има етапи, значи никогаш не се избрзува со оперативниот зафат. Треба да се најде вистинското време. Така, бидејќи се си има своје отклонот што се случува, фактички дава слаб вид и ќе даде ексцентрична фиксација, која што е пропратена со до 40, максимум 40% вид. Ние мораме таа ексцентрична фиксација да ја оствариме да биде барем парамакуларна, дока е 80, и на крај да добиеме нормален вид од 80 до 100%, зашто ни е потребна фовеалната фиксација или фиксација од точката на јасен вид на очното дно, задолжено, значи централното видно поле на ретината. Многу информации доставивме. За мене, како да кажам, за прв пат слушнати сите овие работи, меѓутоа добро е да информираме до нашите гледачи, сите оние кои што не следат, дека покрај тоа што ова нова технологија делува на развојот и го нарушува и говорот кај децата, и психофизичкиот развој, и сите оние негативности, дури еве колку е тоа штетно за развојот на видот уште од мали нозе. Се надевам дека сето она што го посочивме како негативност, ќе се трудат младите мајки да не им дозволуваат на малите деца да ги консумираат толку уредите, телефоните и ајподите и така натаму, за да не предизвикаат некој проблем. Ви благодарам многу за денес, ми беше навистина задоволство. Се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе бидете дел од ваш термин и секако соработката со Визија трае долго време. Ви благодарам уште еднаш. Така, ви благодарам и на вас на поканата, ми беше задоволство. Почитувани мои, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Благодарам за вашето внимание. Се надевам дека и се што го кажавме како информација беше од ваша корист. За оние кои што сите не следат, секогаш потенцирам ако сакаат да стапат во комуникација со денешната моја соговорничка и докторка, одговорна за очните проблеми кај децата, тогаш веќе од утре ќе можат да се јават во нашата телевизија, ќе го добијат бројот и ќе можат да стапат во контакт. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за вашето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.